Добро вечер, почитувани, и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. И овој пат избравме актуелна тема. Работата на Охридската полиција, безбедноста во сообраќајот, криминалитетот на подрачјето на СВР Охрид и безбедноста во пресрет на новогодишните празници. Мои и ваши вечерашни гости се господинот Тони Зекановиќ, помошник командир во сообраќајната полиција, и господинот Сашо Дончевски, командир на полициската станица за општа надлежност. Добро вечер на двајцата. Првенствено ви благодарам што ја прифативте нашата покана да учествувате во дебатната емисија Прашалник. Нашиот разговор го започнуваме со Зекановиќ. Господине Зекановиќ, кажете ни, секојдневно сме сведоци на огромен број на сообраќајни несреќи. За жал, некои завршуваат трагично со жртви. Кажете ни, статистички и полициски податоци ваши, од вашата евиденција, колку сообраќајни несреќи имавме во 2018 година, колку со жртви и една споредба во однос на минатата година? Пред да одговорам на вашето прашање, во моје име и во име на СВР Охрид и сообраќајна полиција, сакам да возвратам на благодарноста за поканата за учество во вашата емисија Прашалник и воедно да ги поздравам нашите сограѓани кои што ја гледаат оваа емисија, во која што од прва рака ќе добијат веродостојни информации за работата на полицијата во Охрид. Еден од показателите со кои што се оценува безбедносната состојба во патниот сообраќај е токму бројот на случајните сообраќајни незгоди. Пред да почнам да ги изнесувам евидентираните податоци, сакам тука да појаснам околу територијалното подрачје за кои што за изнесените бројки за кои територијално подрачје станува збор. Тоа е територијалното подрачје кое што го покрива полициската станица за безбедност во патниот сообраќај во Охрид. За Охрид. Према Струга покрива до пресекот на магистралниот пат А2 со река Сатеска, према Кичево до планинскиот превој Пресека, према Ресен до планинскиот превој Буково и према југ до граничниот премин Светинал. Значи, овие податоци кои што евидентираат во нашата евиденција, кои што ќе бидат презентирани, се однесуваат на ова територијално подрачје. Во 2018 година, заклучно со 21.12.2018 година, пошто се уште годината не е завршена, на наведеното подрачје вкупно се евидентирани 304 сообраќајни незгоди. Од кои број на сообраќајни незгоди, 179 сообраќајни незгоди се случени во населено место и 125 сообраќајни незгоди се случени на отворен пат. Според последиците кои што настанале од случените сообраќајни незгоди, имаме 7 сообраќајни незгоди со загинати лица, 35 сообраќајни незгоди со тешки телесни повреди, 125 сообраќајни незгоди со телесни повреди и останатите 137 сообраќајни незгоди се со материјална штета. Билансот од овие случајни сообраќајни незгоди е следен. Вкупно загинати лица имаме 8, од кои што 3 лица се возачи, 3 лица се моторциклисти, едно лице е сопатник во возило, едно лице е велосипедист и едно лице е велосипедист. Така. Поспоредба со лани имаме поголемување. Би сакал дека само да довршам со останатите податоци. Во тешко сообраќајни незгоди со последица тешки телесни повреди, рековме дека има 35, во кои што повредени се со тешки телесни повреди 42 лица, од кои што 6 лица се возачи, 15 лица со патници во возила, 4 лица велосипедисти, 6 лица се пешаци и 11 лица се моторциклисти. Во сообраќајните незгоди со последица телесна повреда, вкупно се повредени
199 лица, од кои 77 возачи, 59 лица се сопатници, 22 лица се велосипедисти, 20 лица пешаци и 21 лице моторциклисти. Тоа е билансот, бројот и билансот на сообраќајните незгоди за 2018 година, започно со 21.12.2018 година. Во 2017 година вкупно се случајни 332 сообраќајни незгоди, од каде што гледаме дека овој број е нешто помал. Значи имаме намалување оваа Така, година. има намалување. Минимално Во населено некоја. место, минимално, во населено место се случајни 194 сообраќајни незгоди, на отворен пат се случајни 138 сообраќајни незгоди. Така. Споредбено, значи, може да се каже дека изминатата година, иако бројот на случајни сообраќајни незгоди е нешто поголем од оваа година, можеме да кажеме според последиците кои што настанале во тие незгоди, дека ланската година е нешто побезбедна во овој дел, иако бројот на сообраќајни незгоди е поголем. Така и на оваа година, значи она што фрла сенка на нашето работење и безбедноста во 2018 година е бројот на загинатите лица. За жал. Дончевски, во пресрет на новогодишните празници, сите сме свесни и има најава за огромна посетеност на градот Охрид, особено на туристи од Србија и Бугарија, од регионот, од земјава и така натака. Што превземате на тоа поле? Како ќе го обезбедувате и градскиот плоштад и угостителските објекти, бидејќи никој не сака да се повтори онаа слика од 2016 година, кога на новогодишната ноќ имавме трагично убиено момче? Добро вечер и од мене. Исто како и мојот колега, значи благодарност до поканата. Во однос на пресретот на новата година, значи од информациите собрани на терен, значи имаме сознание информација дека сместувачките капацитети се пополнети во градов Охрид, како што напоменавте вие, значи претежно гости од соседството. Од таа причина, значи СВР Охрид по претходно изготвен план настанот, значи пречекот на новата година ќе го обезбедува со доволен полициски службеници од фактот што бидејќи настанот од 20 до 20 кој што беше предвиден од страна на општина Охрид како и пред дочекот на новата година ќе биде откажан, значи полициски службеници кои што беа предвидени за обезбедување, значи на тој дел на градскиот плоштад ќе бидат засилени патрули, значи моторни патрула служба кај места каде што ќе има дочек на новата година, а со цел безбеден дочек на новата година во објектите каде што ќе се слави, како во централниот дел, така и во периферијата каде што ќе има дочек на новата година. Факт е дека се деси немил настан, значи пред 3 години и дека не би сакале да се повтори тој настан, што бидејќи тој остава црн белик на градов како туристички град. Во тоа поле, значи, апел и до собствениците на гостителските објекти, значи, да ја зголемат нивната безбедност, односно да се изнајмат служби за приватно обезбедување, како би можело да се интервенира и реагира навремено, бидејќи полициските службеници тие не вршат обезбедување, значи во гостителски објекти, ние не сме приватно обезбедување, ние значи можеме само да извршуваме патрула околу објектите каде што ќе има прослава новата година. Настанот кој што се случи пред 2 години, 2016, значи пак беше откриен од страна на полициски службеници и со нивното брзо и навремено реагирање, значи се фати и сторителите за тој ден. Да, факт е дека не може да бидете сегде на терен, но ќе имате засилено полициско обезбедување, како што кажавте, патрули, особено пред угостителските објекти, каде што ќе бидат оние најмладите кои што се и најризични. Така. Zekanović, кажавте навистина погубителни бројки, 305 сообраќајни несреќи, тоа значи дека скоро секој ден сме имали сообраќај на подрачјето на Охрид, на градот Охрид, како што вие сами го распоредивте на која територија, од каде до каде, од кои точки. Кажете ни, кои се најчестите причини? Сте правиле сигурно некоја ваша анализа? Алкохол, пребрзо возење, претекнување. Што покажува вашата статистика? Зошто ваква црни бројки, црна статистика, црн биланс?
Точно е дека се прави статистика за безбедносната состојба и случајните сообраќајни незгоди. Во таа статистика се наведува која е причината за случување на потешки сообраќајни незгоди, односно сообраќајни незгоди каде што имаме загинати лица и лица со тешки телесни повреди. Ќе се обидам хронолошки да ги наведувам причините според бројот на застапеност, значи според бројот на застапеност во колку случаеви како причина се јавил тој прекршок. Да, би било убаво. На прво место морам да го истакнам како причина за сообраќајните незгоди со потешки последици е неприлагодената брзина спрема состојбите и условите на патот, недржањето страна на движење, неостапувањето првенство на минување, растојанието, недржано растојание помеѓу возилата, алкохолот и погрешка на пешаците. Со еден збор, ако направиме сублемат на се тоа што кажавме, која е причината за случување на сообраќајните незгоди, со еден збор сето тоа можеме да го кажеме, тоа е факторот човек или факторот возач. Да. Значи, за сите овие работи стои возач. Човекот. Често пати, кога ќе се случи некоја сообраќајна незгода со потешки последици, има некоја предпоставка кај нашите сограѓани дека лицата кои што учествувале во таа сообраќајна незгода се лица кои што биле под дејство на алкохол. Овдека не случајно на прво место не го кладов алкохолот. Да. На прво место ја кладов неприлагодената брзина. Но не сакам погрешно да сватам, да бидам сватен дека алкохолот не е приоритет во нашето работење. Подоцна ќе имам можност да изнесам податок колку ние во тој дел во однос на лицата возачи кои што прво под дејство на алкохол сме презеле мерки. Так. Значи ние приоритетен прекршок и преземаме континуирано мерки за тој прекршок. Но прв убиец се излегува дека во овој дел овдека, во делот на случајните сообраќајни незгоди, сакам да кажам дека не е на некое завидно ниво. Так, не е Ево тоа. како податок ќе го изнесам. Во 2018 година од евидентираните податоци за случајни сообраќајни незгоди кои што ги имаме, само во 9 случаеви имаме констатирано дека учесниците кои што учествувале во сообраќајната незгода биле под дејство на алкохол. Што значи дека во однос на спомнатата бројка на случајни сообраќајни е многу мал процент. Е мал процент. Так, тоа Но беше. повторно ќе напоменам дека е приоритет во нашето работење. Так. Так. Овдека сакам уште во еден сегмент да се изјаснам. Направена е анализа во застапеност. Значи, помеѓу кои учесници во сообраќајот е случајна сообраќајната незгода и тоа изборно сакам да го пренесам. Застапеноста е следна. Помеѓу патничко моторно возило и пешак во 4 случаеви сме имале сообраќајни незгоди. Помеѓу патничко моторно возило и велосипед во 4 случаеви, помеѓу патничко моторно возило и мотор 9 случаеви, помеѓу патничко моторно возило две патнички моторни возила во 6 случаеви, само патничко моторно возило кој што учествувало во сообраќајна незгода 9 случаеви, помеѓу товарно моторно возило и мотор во 1 случај, сам мотор учесник во 2 случаеви, патничко моторно возило и автобус во 1 случај, сам велосипед во 1 случај, автобус и мотор во 1 случај, мотор пешак во 1 случај, трактор, сам учесник во сообраќајна незгода во 1 случај и помеѓу патничко моторно возило и товарно во 2 случаеви. Ако ги споредиме овие информации кои што ги кажав, може да се заклучи дека најзастапени учесници во сообраќајните незгоди со потешки последици се помеѓу патничко моторно возило и мотор во 9 случаеви. Да. Само патничко моторно возило учествува во 9 случаеви, помеѓу две патнички возила во 6 случаеви, помеѓу патничко моторно возило и пешак во 4 случаеви,
помеѓу патничко моторно возило велосипед во 4 случаеви. Може да се заклучи дека најбројни се патничко возило значи, и мотор. најзастапени и најтешки последиците се кога учествуваат во сообраќајната незгода мотоциклистите, велосипедистите и пешаците. Да. Што ние во овој дел нормално превземаме? Ја согледуваме состојбата и во однос на податоците кои што ги имаме за причините, за стапеноста на учесниците, времето и местото на случување на сообраќајните незгоди, така ги координираме нашите активности, мерки со полициски службеници и на ниво на Министерството за внатрешни работи и на ниво на СВР Охрид во текот на годината имаме зачестени засилени акцијски контроли кои што се од републички карактер и контроли кои што се од... Ќе ве прашам подоцна околу тоа колку често ги контролирате, на колку пунктови и така натака. Ќе ни кажете Дончевски накусо, кои се најчестите криминални дела кои што се регистрирани на подрачјето на СВР Охрид? Кој е, да речеме, најчесто, што е она што најчесто се прекршители на законот, кои се најчести криминални? Најчестите кривични дела на подрачјето на Охрид се кривични дела од имотниот деликт, односно тешките кражби и кражбите. Ке се послужам со статистика. Значи, во текот на 2018 година регистрирани се вкупно 741 кривично дело, од кои 229 се со познат сторител и 512 со непознат сторител. Од имотните кривични дела најголем број, односно 52 се, кој што напомнав, тешка кражба и кражба. При што регистрирани се 235 кривични дела кражба, тешка кражба, од кои 60% од овие се расветлени кривични дела, што би представило некој добар процент. Во контекст на тоа, во текот на летниот период имавме лице кое што не беше од подрачјето на градов, при што истиот беше лишен и со него беа реализирани 36 кривични дела за тешки кражби од домови и од станови. Поради тоа, до станоиздавателите, до приватните станоиздаватели, повик лицава кои што пристигуваат кај нив дома, значи да ги преуваат, бидејќи поради избегнување на плаќање на такси, тие истите не го сторуваат тоа, а имат лица кои што се сторители на кривични дела. Преку нивното евидентирање кај нас во СВР Охрид, значи ние ги знаеме претежно кои се во подрачје и надвор подрачје лица, можеме многу полесно да делуваме и да ги фатиме, за да сепак целта на наша како полициска станица е заштита на имотот на граѓаните на Охрид. Значи едно лице направило 36 кражби. Едно лице, да. Го фативте и... Да. Тоа лице не само што во Охрид имаше направено, него на цела територија делуваше истото лице. Така. Тој случај е затворен. Затворен, да. Рековте 60% имате расветлено од тие кражби. Да. Значи кражбите се криминал број 1, може да кажеме, да, кривични дела број 1 на подрачјето. Во продолжение, јас би сакала да ја погледнеме анкетата која што ја направивме, да видиме што охриѓани мислат за работата на Охридската полиција и веднаш се враќаме. Колку сте задоволни од работата на Охридската полиција? Ич незадоволен. Наставува, почнува да работат пополека. Најзашто прво тие треби, како што порано беше да имат полиција ваму таму, затоа мислам дека работи добро. Почнува со работа, ама тешка е таа работа, не е најнужда надиме, ние бараме, народот бараме, тој што ќе дојде Одма. Ова ја раме, ова не, затоа убај се. И некој ние од натрешни, некој заменик командирот, подметна до балконот наш, стрија со плекој. И ние, уместо да тужиме, да го торниме на адвокати, тој не тужи нас. Катастрофа е ова. Тој се виката Јованов Ивица, заменик на командирот бил. И сега овој под судој. Ни криви, ни душни, уместо ние да го тужиме за ова на штета што Мислите дека што има сила нема правдина? Точно.
Онакви. И сега со казниве уште полошо, овие што се, токму тие што се моćни, ќе се живеат за 50, за 5.000 денари, за 20 евра. Ево, ја ќе помина и по црвено, ќе го штетам и другиот, не себе, другиот ќе го штетам. Не оди. Културата е секаде во светот само казната. За откој излези тоа, уште пред излези од дома, да рачунат кај ќе се паркират, како ќе постапит и према све. Јас кога да поминувам, му давам приоритет на моторното возило, на пешачки премини, додека не вида ту застани, не преминува. Зошто? Зашто ќе направи поголеми работи незгодни. Зошто? Откој ќе настани тудес, двете страни се криви. Во кој смисол? Зашто, видиш се, онај што е крив, него и тој што не бил крив, што бил во право, можел да ги избегне черш. Значи, може ли тоа да предвидите двајца да не бидат два оштрикана, во тој смисол. 100 метра од дома да излези со колата, а не мислите кај да ја паркират. После е крив полицијата, крив е овој, крив е овој. Никој не му е крив. Криви сме самите. Самите си ги ствараме проблемите, па после бараме изговор за... Безредието. Едноставно безредието. Шум немаат санкциите, вели тие колку пати су ги видел, да не кажува моćници кои се вака. Поминува тука и немој га, ево тебе. А онај што не ниска никако, тој нема што има моќ да плати, тој ќе почитува, сака неќе ќе бидете изгоре. Прилично добро е. Добри сме, задоволни. Убаво си работат. Да, си работат нормално. Службата си е, зато се платени да... Да, ги слушнавме граѓаните и го слушнавме нивното мислење. И критики, но и позитивни мислења. Секако граѓаните имаат право на свое мислење, а ние, таков е концептот на нашата емисија, го пренесуваме. Ке си продолжиме ние онаму каде што застанавме. За крајно ги сами ја начнавте таа тема, колку сообраќајни контроли се направени измината во 2018, колку пунктови имавте, колку казни напишавте. Друг показател, според кој што може да се оцени безбедноста во патниот сообраќај, е токму бројот на констатирани прекршоци. Во 2018 година, вкупниот број на контролирани возила и возачи е 29.566 возила и возачи. Солидна бројка. Да. Од оваа бројка, 28.290 контролирани возила и возачи се исправни, а само на еден мал дел, значи бројка од 1276 возила и возачи, констатирано е прекршок од Законот за безбедност во патниот сообраќај и Законот за возила, што во споредбено, значи бројот на контролирани возила е далеку голем, а бројот на констатирани прекршоци е далеку мал и може според оваа бројка да се оцени дека безбедносната состојба дека задоволува. Од овие 1276 неисправни возила имаме 470 исклучени возила и 914 исклучени возачи. Најчесто исклучувањето на возилата е за констатиран прекршок непродолжена важност на регистрација, 254 нерегистрирани возила со повеќе од 30 дена и 44 возила во временски период кој што не надминал повеќе од месец дена. Техничка неисправност е констатирана кај 21 возило и кај 2 возила е констатирана неисправност во товарот. Овдека имаме она што претходно го кажавме, исклучени возачи рековме 914, од кои што 133 лица се исклучени поради управување на моторно возило под дејство на алкохол. Значи оваа бројка е бројка каде што самата по себе кажува дека овој прекршок е
приоритет во нашето работење. Така. Без возачка дозвола затекнати се 342 лица, несоодветна категорија 15, забрана 6, возачи почетници 124 и без заштитен шлем 123 лица. Тоа е билансот на контролирани возила и констатирани неисправности. Да. За овие констатирани неисправности издадени се вкупно прекршочни платни налози по Законот за безбедност за патниот сообраќај 1006, од кои што домашни лица, на домашни лица издадени се 960, а на лица странци 46. Издадени мандатни платни налози од Законот за безбедност во патниот сообраќај, издадени се вкупно 2579, спрема домашни лица 2567, а спрема лица странци 12. Поднесени барања за поведување на прекршочна постапка од Законот за безбедност во патниот сообраќај до суд 239 барања, до комисијата 310. Поднесени барања по прекршоци од Законот за возила до комисијата 244. Доставени мандатни платни налози за констатирани прекршоци од Законот за безбедност во патниот сообраќај до УЈП за извршување 970 мандатни платни налози. Од наведените податоци, констатирани прекршоци кај возачите, регистрирале 1951 лице негативни бодови за сторените прекршоци, а повикани на сообраќајна полука се 261 лице, што значи дека имаме една лепеза на разноврсни прекршоци. Да, малте не по бројката што ја кажавте, може да се каже дека дневно се изрекувале по 3 казни, а како што слушнавме, дури и странците не биле поштедени, иако во јавноста често се зборува дека странците се оние кои што строго се придржуваат кон законот, и слушнавме дека 40 на странци добиле казни во Охрид. Така е. Така. Продолжуваме со Дончевски. Дончевски, ајде малку околу насилството. Често пати сме сведоци, да не претераме, ама секојдневно во медиумите може да се прочита за насилство. Ајде прво околу семејното насилство. На кое ниво е во градот Охрид? Има ли такви кривични пријави? Секако дека има кривични пријави. Најверојатно и поради честите кампањи од страна на Министерството на внатрешни работи, како и Министерството за труд и социјала, за лицата жртви на семејно насилство да се охрабруваат и да го пријавуваат семејното насилство. Имаме ова година подем на пријавите за пријава за семејно насилство. Ако лани биле пријавени 48 случаи за семејно насилство, ова година се пријавени 67 случаи за семејно насилство. Меѓутоа, при работата со овако кривично дело се соочуваме со одреден проблем, бидејќи ова кривично дело е дело кој се гони по предлог, така да жртвата може во секој време да се откаже од пријавата и често пати пред да имаме судски епилог, тие повлекуваат пријавата од нивни, се разбира, околности. Меѓутоа, каде што имаме судски епилог, каде што имаме судско решение со мерки према сторителот на семејното насилство, од страна на полициските службеници во соодейство со полициските инспектори се вршат често пати контроли кај жртвите на семејно насилство во нивните домови. Односно, дали сторителот на кривичното дело насилство се придржава кон мерките кои што му се пропишани во решението од судот. Доколку и констатираме дека не се придржува, се известува судот, па после понатаму се преземаат мерки од страна на судот. Најчести жртви на ова кривично дело на прво место се сопругите, потоа имаме татко како е жртва на семејното насилство, има случаи поранешна сопруга, мајката жртва на семејното насилство и во неколку случаи се јавува и поранешна сопруга како жртва на семејното насилство. И подредив това по ред. Да. Така. Најмногу значи е жената. Жената, да. Дома, жртва на семејно така. насилство. Така. Добро, Zekanović, еве не зима, за среќа се уште немаме снег во Охрид, но
Секогаш пред започнувањето на зимската сезона имате и состаноци, особено знаеме колку е отежнат сообраќајот во зимски услови, со оглед на тоа што сите знаеме колку Македонија пат врши одржување на патиштата. Како и да е, кога имаме повеќе сообраќајни несреќи? Зборуваме за Охрид, за она подрачје кое што претходно вие го споменавте. Колку сообраќајни незгоди се случени во зима? Дали имаме повеќе во зима или повеќе во лето, кога се оние гужви во градот, кога двојно повеќе имаме сообраќај? Од направените тромесечни анализи во однос на податоците со кои што располагаме, ќе споменам бројки. Прво тромесечие, месеците јануар, февруар и март. Вкупно случајни сообраќајни незгоди 62. Второ тромесечие, април, мај, јуни, вкупно случајни 71 сообраќајна незгода. Трето тромесечие, јули, август, септември, 120 сообраќајни незгоди. Четврто тромесечие, октомври, ноември, декември, вкупно 51 сообраќајна незгода. Од изнесените податоци, очигледно е дека бројот на случајни сообраќајни незгоди е дупло повеќе отколку во останатите месеци. Во лето? Да, во летниот период, поради зголемениот број на возила, гости, туристи, возила, пешаци и така натака. Но, не треба дека да го занемариме останатиот период од годината, од причина што повторно, ако ги погледнеме последиците кои што произлегуваат од тие сообраќајни незгоди, и то како и во останатиот период, пред се мислам на зимскиот период, треба да се обрне поголемо внимание, затоа што изминатата година, токму во овој период имаме 3 сообраќајни незгоди со жртви. Да. Овдека би сакал да напоменам на опасните места, или помеѓу народо познати како црни точки, односно, ова се места кои што најчесто се случувале сообраќајните незгоди. Најчести на магистралниот пат А3, значи тоа е од село магистралниот пат А3 од Охрид према Ресен. Охрид Ресен? На прво место? Не на прво место, значи сакам само да ги напоменам местава каде што најчесто се случувале сообраќајни незгоди. Значи тоа е А3, делот го држиме ние од село Подмолје, по улица Железничка, 15 корпус, село Лесковец до планинскиот превој Буково. На ова делница најчести места каде што ни се случувале сообраќајни незгоди се кај манастирот Свети Еразмо. Делот место викано Карпа, значи тоа е делот кога доаѓате од Струга пред влезот во кај Клучката. Железничка како улица, сообраќајни незгоди се случувале на пресекот со улица Аба Семин, улица Кленоец и кружниот дел кај Сдружение на возачи. Улицата 15 корпус во цела должина ја сметаме како опасно место, затоа што често пати се случувале таму сообраќајни незгоди, тоа со потешки последици. И делот од село Пеница, Прентов мост према планинскиот превој Буково. На магистралниот пат А2, кој што нашата полициска станица го покрива од пресекот со река Сатеска, према село Подмолје и Кичево, незгодите кои што се случиле со потешки последици се кај бензинската пумпа Бесјани, село Горенци, Требеништа, Мешеишта и делот према Песочан, од Песочан према планинскиот превој Пресека. Значи тој дел тука најкритични точки каде што се случува сообраќајки. На регионалниот пат Охрид Свети Наум, кој што се протега од Клучката на влезот од Охрид кога доаѓаме од Струга, по улица Туристичка и регионалниот пат Охрид према Свети Наум. Како критични места имаме доста критични места по самата улица Туристичка. Тоа се кај Охридска банка, пресекот со Аба Семин, пресекот со Даме Груев и
на делот од автокампот Елешец до кривината што е до село Пештани и делот од село Пештани према завршетокот кривината каде што со хотел Десарет. Значи ова се критични места каде што или опасни места, црни точки каде што се случувале сообраќајни незгоди со потешки сообраќајни последици. Дончевски, да продолжиме околу насилството. Кажете ни колку е насилството присутно кај младите? Дали го имаме во училиштата, имате ли такви регистрирани дела или најмногу по кафулината, знаемо на алкохолизирани за време на викенди? Така. Значи, во теков на 2018 година на подрачјето на ПСОХ регистрирани се 10 случаи на кривично дело насилство, од кои сите 10 се реализирани, односно 10 сторители, 10 кривични пријави изречени. Најчести локации каде што се извршуваат овие кривични дела се во 5 случаи во гостителски објекти, во 3 случаи на отворен простор, на улица, автобуска станица и во 2 случаи во објекти, односно во банка и во противпожарна станица. Начин на извршување на овие кривични дела се 4 случаи со употреба на физичка сила, во 3 случаи со кршење на предмети, во 2 случаи со употреба на бейсбол палка и во 1 случај со употреба на наладно оружје, се извинувам, нож. Ако би гледали статистички, значи овој вид на кривични дела, значи е во тенденција на благо опаѓање, односно споредбено со 2017 бе регистрирани 14 кривични дела насилство, при што старосната граница на сторителите на вакви кривични дела е од 20 до 30 години. Во контекст на истото, неодамно, пред 2 месеци, мислам, во општина Охрид, значи беше свикан состанок со локалниот совет за превенција, на кој учествуваја советници од општина Охрид, директорите од сите основни и средни училишта, представници од СВР Охрид, од Центарот за социјални грижи и невладини организации. Тема на состанокот цел беше меѓуврсничкото насилство и на кој што беа таргетирани училишта каде што имаме најчеста појава на насилство и каде што има девијатни појави во тие училишта. Во контекст на тоа, како заклучок беше донесено да во тие училишта со последниот ребаланс на буџетот општина Охрид да се вработат лица кои што ќе се грижат за обезбедување на тие училишта, за да се заштити имотот на училиштата, како и за заштита на учениците во школата. Да се спречат поголеми, не дај Боже, последици кои што може да се јават од групни тепачки меѓу врсниците. Така. А кои училишта може да ги кажеме? Или тоа за сите училишта се однесуваше генерално? Беа таргетирани, значи претежно каде што се собираат млади, посебено после завршувањето на часовите, значи Глигор Прличев, Христо Узунов, музичкото училиште Методи Пачев и гостителското училиште Панчо Петошевски. Значи ки треба таму да има обезбедување. Така. Пред да продолжиме, кратка пауза за реклами. Да продолжиме околу темата за насилството. Кажете ни, Дончевски, каква е состојбата со насилството на спортски надпревари? Сега последно веќе немаме некои такви информации дека се случуваат, но имаме возобновена група рибари. Како ги следите тие надпревари? Вака, значи насилството на спортските надпревари статистички гледано во споредба со минатата година, ако ланската година беа констатирани 8 прекршоци по Законот за спречување насилство на спортски надпревари, ова година, значи за 50% помалку има, односно е констатирани 4 прекршоци по Законот за спречување насилство на спортски надпревари. Тоа се должи на нашето пред се превентивно делување, при што пред секоја сезона за пред почетокот на спортските надпревари, дали фудбал, кошарка, без разлика, значи што се случуваат на подрачјето на Охрид, имаме состанок со сите одговорни лица на спортските клубови, на кои му се укажува на нивните кои се законски основи, права и основи кои што треба да ги спроведат за
безбедно и нормално одвивање на спортските надпревари. Точно од ова година, значи, се возобнови навивачката група Рибари, да. Исто така и со нив имаме исто така интензивни состаноци, односно со нивните лидери, особено пред почеток на секој надпревар, а со цел укажување на нивните кои се обврски за заеднички како да делуваме за да нема такви настани. Кои тие обврски да ги преземат, значи кои се нашите обврски за заеднички да немат такви немили настани на спортските надпревари. Значи до сега, значи на спортски надпревари не сме имале таков инцидент со навивачки групи, единствени тие, значи има 2 во Волино, 1 во Лакочери на фудбалски надпревар. Друго е некој по карактеристични настани, значи немаме на спортските надпревари. Тоа се убави податоци, така. кажавте дека работите превентивно, може би тоа е причината зашто не се случуваат инциденти. Се надеваме дека наредната година дека овие настани ќе се минимизираат, така да мислам дека ќе работиме интензивно на тој план за да немаме вакви немили настани. Така. Закановиќ, што вие работите на полето на превенција? Навистина имаме еден црн биланс на сообраќајни незгоди. Правите ли некои проекти на полето на превенција? Како се работи со сите учесници во сообраќајот? Полициската станица за безбедност во патниот сообраќај на полето на превенција работи континуирано во текот на целата година. Некои проекти работи ги вршиме самостално, а некои проекти од областа на превенцијата ги вршиме во содејство со Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи и со Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај. И генерално, Министерството за внатрешни работи на Република Македонија генерално интензивно работа на полето на превенција со цел до подобри, посакувани резултати, да дојдеме на еден побезбеден, подобар начин за граѓаните, односно да се даде простор да се применува се повеќе во пракса превентивни алатки, превентивни мерки, отколку казни и репресија. Овдека во делот на превентивните активности сакам да ги истакнам, односно како приоритетна група, бе истакнал групата на дечина од предшколска и школска возраст, каде што во текот на годината, особено поактивно во периодот на почетокот од школската година, се дружиме со ними, одржуваме едукација на дечината и од постигнатите резултати сме задоволни. Како показател е добро да го слушнеме кога на следната средба со истите ќе одиме и ќе слушнеме од нивните воспитачи како дечината на своите родители му укажуваат за некои обврски за кои што треба да биде релацијата обратно, дека истите кои доаѓаат во градинка и ги носат нивните родители, не треба да седат на предното седиште од возилото, него треба да седат на задното седиште. Значи тоа го пренесено ние дека дечината му го укажуваат на родителите. Кога ја преминуваат улицата, истите му укажуваат на родителите дека треба да ја преминат улицата на, како тие го популарно укажуваат, на зебрата или на обележаниот пешачки премин. И заиста овие информации кои ќе слушнеме воскит предизвикуваат за нашето работење. Така, значи на некој начин целта сме постигнали. Во дружењето со истата ова група на дечина, пред се мислам од дечината со школска возраст до 8 деление, во дружењето и едукациите што ги правиме, гледаме дека истите имаат, можам да речам, големо или добро познавање на за нивната возраст дел од сообраќајните правила и прописи. Значи, доста се едуцирани и тоа е сепак заслуга на нивните воспитачи, наставници и делот од превентивните мерки кои што ние ги преземаме. Секоја недела, согласно Законот за безбедност во патниот сообраќај, дадена е на законска позитивна одредба, одржуваме поуки за сторители на сообраќајни прекршоци, полесни сообраќајни прекршоци или сообраќајни прекршоци со глоба до 50 евра,
Истите тие поуки, едукативни настави часови ги држиме во автошколите на нашето подрачје и во тој дел имаме добри резултати и сето тоа дава резултат во пракса и сметам дека тие работи треба да се поддржат и да се продолжи со натаму да се практикуваат. Корисно е тука да напоменам дека превентивните активности, покрај тоа што ги правиме во затворени простори, превентивните активности во текот на годината ги вршиме, ги изведуваме и на терен со делење на флаери кои што имаат за цел едукативно да влијаат врз возачите и останатите учесници во сообраќајот. Да, често се прават такви поголеми кампањи. Имаме исто на терен од областа на превенцијата активност, каде што оваа година тоа го направивме со дечината од второ и четврто деление од основното училиште Григор Парличев, каде што излеговме на терен на крстосницата со кружен тек гимназија и во време трајање едно 5 минути го затворивме сообраќајот, дечината со себе носеа транспаренти со пораки до возачите и мислам дека истото е корисно, позитивно и дека година ќе го практикувам. Така. Дончевски да зачнеме на друга тема. Најактуелно изминативе дејнови беше она што се случи кај село Франгово. Запленета беше 60 кг друга марихуана. Што работите на тоа поле? Која има трговијата со дрога на подрачјето, на вашето подрачје? Колку имате вие разбиено до сега такви меѓународни канали за трговија на дрога? Вака, значи, од страна на СВ Охрид интензивно работиме во сузбивање на нелегалната трговија. На подрачјето на Охрид, значи, во текот на 2018 регистрирани се вкупно 46 кривични дела, се извинувам 49, за разлика од лани 46, од кои 33 кривични дела се неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, а додека 16 кривични дела овозможување употреба на наркотични дроги. Покрај тоа исто така поднесени се околу 50 прекршочни пријави по член 20 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир, односно давање и уживање на дрога на јавно место. Најчесто откриена дрога е марихуаната, потоа е хероинот и помалку застапено е во помалку количество хашишот и кокаинот. Карактеристично е тоа што од година во година, значи се намалува старосната граница на уживателите на дрога и кај нас се регистрираат досега нови лица непознати за службава. Во тој контекст, значи од наша страна како полициска станица во содејство со одделот за превенција при СВ Охрид интензивно се работи преку едукативни предавања во основните и средните училишта на тема злоупотребата на дрога, а со цел подигнување на свеста на младите и кои се нивните и штетните последици од злоупотребата на дрога. Ова е осетлива тема, значи за сите знаеме дека младите многу се подложни на манипулации, така да се надевам дека свеста ќе се подигне, дека ќе немаме такви појави во нина или да се минимизираат. Колку години е Дончевски? Споменавте дека се намалува таа старосна граница. Колку години е најмладиот регистриран наркоман, са не е добро да речем уживател на дрога, ете ќе кажеме. 17 години. Разочарувачки податоци. Почитувани гледачи, вие следите емисијата Прашалник. Разговараме за работата на Охридската полиција. Во продолжение, граѓаните прашуваат. Како што најавивме, следуваат прашањата од граѓаните. Прашањето би се однесувало на Zekanović. Граѓаните велат премногу пешачки премини на кружните токови, особено кај Охридска банка. Дали сте размислувале да се изнајде некое поинакво решение? Зошто не работат семафорите кај основното училиште Братство,
што превземате како сообраќајна полиција и во однос на рампите во Стар град? Граѓаните се жалат дека се нефункционални и со какви проблеми вие таму се соочувавте? Во однос на второто прашање, сметам дека беа семафорите кај Христо Узунов. Леле, да, пардон, кај училиштето Христо Узунов. Да, на тоа мислев. Имајќи во предвид надлежноста на режимот на сообраќај, автопатиштата, магистралните патишта, регионалните патишта, надлежно за режимот на сообраќај има Министерството за транспорт и врски, а на локалните патишта и улиците во градот надлежноста е кај општината. Во овој сегмент Министерството за внатрешни работи е вклучено само во тој дел каде што овие сообраќајни проекти, за овие сообраќајни проекти Министерството за внатрешни работи дава или не дава согласност за истото. Така што сметам дека одговорот на овие прашања би бил покомпетентен доколку би одговорил некој од овие надлежни институции, но забелешките на граѓаните во однос на овие работи кои што ги набројавме се за почит и можам да кажам дека постојаните технички решенија кои што моментално функционираат се донесени со претходна анализа од сите надлежни фактори, органи кои што учествуваат во тој дел, имаат надлежност, а ние како полиција имаме обврска да ја спроведуваме законската регулатива, да се грижиме за продноста во сообраќајот и за безбедност. Така. Дончевски, колку често правите заеднички контроли со УЈП, со пазарната инспекција, за непочитување на работно време, за гласна музика, за точење на алкохол на малолетници? И тоа е прашање од граѓаните, но за да добијат комплетен одговор, ние се потрудивме да добиеме изјава и од раководителот на пазарниот инспекторат од Охрид, тоа е Цветко Ристевски, да ја слушнеме прво неговата изјава. Значи, Државниот пазарен инспекторат, како еден од органите на државната управа, соработува со Министерството за внатрешни работи во поглед на контролирање на угостителски објекти во однос на почитување на работното време и во однос на почитување на законот за заштита од пушењето. Во овој период, почнувајќи од 1 јануари 2018 година до денес, сме извршили околу 50 заеднички контроли со Министерството за внатрешни работи, контролирани се субјекти по основ на законот за заштита од пушење и по однос на почитување на работното време. Можам да кажам дека соработката ни е на завидно ниво, посебно Охрид, овие служби имаме соработка одлична и во овие случаи констатирано е кај 12 субјекти е констатирано непочитување на законот за заштита од пушење и преземани се мерки, издавани се прекршочни платни налози. Оние кои што не платиле, во 5 случаи платиле, во 7 случаи продолжена постапката до основните судови, зависно на кој подрачје е седиштето на субјектот, до основниот суд Охрид или Струга, да речеме, ако е субјектот од Струга. По однос на непочитување на работното време, имало 5 прекршувања на работното време и затоа си се исто така преземени мерки. Друго, во однос на соработката со Министерството за внатрешни работи, вршиме контрола и на послужувањето на алкохолни пијалоци на малолетни лица. Ова е нужна соработка од причина што, за да се докаже дека малолетникот е послужен со алкохолен пијалок, потребно е да се земе мостра. А бидејќи Државниот пазарен инспекторат во овај дел не е опремен, Министерството за внатрешни работи, одделот за крим полиција си поседува и опрема и стручни лица и затоа тие контроли ги вршиме во соработка со Министерството за внатрешни работи. Доколку, например, се констатира, се види дека некој малолетник е послужен со алкохолен пијалок, меѓутоа визуелно не можеме да утврдиме дали е така, мора да се земе примерот, тоа си го прават колегите од Министерството за внатрешни работи. Откако ќе се добијат резултатите, ако се утврди дека навистина е содржината на пијалокот алкохол, тогаш се продолжуваат постапката, се преземаат мерки согласно законот за угостителска дейност.
откако се констатирани прекршоците, да речеме, кај одредени субјекти, понатака се однесувале, го почитувале законот. Меѓутоа, за одбележување што и во минативе години, моето подолгогодишно искуство, можеме тоа да го потврдиме, меѓутоа за ова година, например, сме констатирале кај одреден субјект во март прекршок, делувало поучно. Санкцијата делувала поучно, во оваа година не е повторен прекршокот. А во однос на поранешни години, да. Се случува? Да. На истото прашање ќе ни одговорите и вие, Дончевски, кој е вашиот став? Значи, соработката со надлежните инспекции при општина Охрид е на солидно ниво. Особено можам да истакнам соработката со пазарната инспекција, при што пред почетокот на летната туристичка сезона во 2 наврати беше одржан состанок со собствениците на приватните на угостителските објекти, еден во СВР Охрид и еден во општина Охрид, на кој состанок присуствува представници од Министерството за внатрешни работи, Министерството од пазарна инспекција, од инспекторот пазарна инспекција, од УЈП, од комунални инспектори од комунална инспекција, на кој состанок им беше предочено на доследно почитување на работното време, присуството на малолетниците, како што нагласивте, точењето алкохол, гласната музика и така натака. Како резултат на тие состаноци, значи, сведоци сме дека ова лето имаше почитување на работното време, значи не се работеше до касните часови објектите кои што беа предвидени со обврска до 0,1, значи не разговараме за ноќните клубови за кабареати, значи за кафичите и за плажите, значи тие работеа, го почитува работното време. При тоа вршени беа чести контроли, од кои во соодветство со пазарна инспекција, кои самоиницијативно од страна на СВР. Од извршените контроли, значи во текот на 2018 година, регистрирани беа 13 прекршоци присуство на малолетни лица во гостителски објекти, за разлика од ланската која беа констатирани само 4 прекршоци. Констатирани беа 35 прекршоци по Законот за заштита од пушењето, споредбено со лани кога беа констатирани само 7. Исто така од останатите прекршоци по Законот за јавна чистота, каде што спаѓаат поставување на урбана опрема, поставување на индустријски и земјоделски површини, на производи на јавна површина, фрлење од пушаци и така натака. Ова година беа констатирани 197 прекршоци, за разлика од лани кога беа констатирани 67 прекршоци. Исто така, преземени беа мерки во однос на лицата кои што вршат питачење на подрачјево, при што ова година се констатирани 79 прекршоци, за разлика од лани 19 прекршоци. Значи, тука нема да стане, значи со нашите контроли ќе продолжиме и се надевам дека на тој начин ќе нема веќе појави за пречекорување на работни време, вместо дека собствениците ќе се придржуваат кон законските одредби. Така. Едно прашање и за двајцата. Каков е односот полиција-граѓани? Ние сме во јавноста често пати сме свесни дека таа релација не е баш нешто најсејна, особено во последниве години, да речеме, има често пати поплаки од помладите полициски службеници. Ајде Закановик, вие прво. Што мислите, има ли почит меѓусебен помеѓу граѓаните и полицијата? Сметаме дека односот или комуникацијата помеѓу полицијата и граѓаните е поволна и нормално тежнееме кон таа комуникација, тој однос да го негуваме и да го надоградуваме. Со граѓаните градиме партнерски однос во нашето работење и сите забелешки кои што се упатени од граѓаните се обидуваме да ги прифатиме и да ги подобриме. Па и забелешката во односот на помладите колеги полицајци.
Со граѓаните постојано сме во комуникација, односно ги известуваме за сите наши превземања, за целокупната безбедност во нашиот град и пошироко, на подрачјето кое што го покриваме, и тоа го правиме на еден транспарентен начин преку функцијата подпарол во секторот за внатрешни работи Охрид, и сметам дека таа комуникација помеѓу функцијата подпарол и граѓаните дека е на едно завидно ниво. Точно е тоа дека има некои забелешки, но како што кажав, се стремиме истите да ги подобриме. Така е. Дончевски, вие на ова прашање мислите ли дека има добар однос, има почит помеѓу граѓаните и полициските службеници? Добро, при секој работење, значи, може да има одредени проблеми, меѓутоа, нашата тенденција е градење на капацитетот и работата на полициските службеници, нивното професионално издигнување. За таа причина од неодамна веќе се одржуваат и состаноци со полициските службеници, на кои се одржува практична настава со цел градење на засврстување на довербата помеѓу полицијата и граѓаните. Во текот на 2018 година поднесени се 14 представки од страна на граѓани до секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, при што дел од представките се отфрлени како неосновани, дел се процесирани, при што оден дел од полициските службеници се писмено предупредени, дел се парично казнети, и имаме 20 полициски службеници кои се суспендирани на одредено време. Меѓутоа, СВР Охрид не застанува тука, активно работи за издигнување и градење на професионалноста при нивните преземања со цел минимизирање на ваквите појави кои се јавуваат кај дел од полициските службеници, така да се надам за наредната година, како јас непосреден раководител, дека вакви појави ќе се намалат, односно нема да има повеќе вакви појави, што би било успех и за СВР Охрид. Да се гради еден коректен однос полиција граѓанин. Во истиот овој контекст сакам да прашам колку напади има на полициски службеници, бидејќи често и тоа се случува, имаме граѓани незадоволни од контрола и така натака ги напаѓаат полицајците. Колку регистрирани напади имаме оваа година? Ова година имаме регистрирано 3 случаи на напад на полициски службеници, од кои едниот е по претходно пријавена кражба во угостителски објект, каде што лицето се текнато на лице место. Другиот случај е по претходно пријавен нарушен јавен ред и мир пред пекара, и третиот случај е напад од страна на душевно болно лице. Така да немаме некој особено потенцирано некој напади на службени лица, овие се изолирани случаи, нешто по-драстично нема во тоа поле. Така. Добро, за крај, се ближи крајот на вечерашната емисија. За крај би сакала и двајцата да упатите порака до славениците во пресрет на новогодишните празници и до сите возачи, сите учесници во сообраќајот. Ајде за Кановик вие прв. Што ќе им порачате? Сообраќајна полиција на славениците, поточно на возачите, им порачува да не конзумираат прекумерно алкохол, доколку истото го сторат, да остапат можност на некои други кои што не конзумирал алкохол да го управува нивното возило, значи да не учествуваат во сообраќајот како возач, или како алтернативно решение би понудиле истите да користат такси превоз. Така. Вие, Дончевски, што ќе им порачате на славениците? Моја препорака до славениците е, значи, да се го задржат нивното достоинство, позитивниот предновогодишен дух да се го задржат, да не потпаѓаат на провокации на лица кои што сакаат да го нарушат јавниот ред и мир, и да не се соочат да не дадат во судрив со законот, бидејќи многу подобро е да се слави новата година во угостителските објекти со нивните пријатели најмили отколку во полициска станица кај нас. Ви благодарам и на двајцата што бевте вечерашни гости во нашата емисија.
Почитувани гледачи, верувам успеавме да го задржиме вашето внимание и во оваа емисија. Почитувајте го законот, слушајте ги препораките на полицијата. Прашалник на ТВМ телевизија, бидејќи е време за прашања. Секое добро.